Председател, почитувани колеги. Како што е редот, пред нештото да биде критикувано, треба да се образложи зошто истото се критикува и секако во секоја ситуација, според мене, после критиката, треба да се даде издржана сугестија. Но, во соработката која ја имаме овие месеци, почитувани колеги од владачкото мнозинство, вие во ниеден момент на дадените предлози од наша страна не се одваживте, не покажавте храброст да прифатите барем еден предлог. Конкретно, за предлог законов за попис на население, домакинства и станови во Република Македонија, за предложените амандмани од наша страна, вие, колеги, не најдовте ни најмала логика и храброст да ги поддржите нашите амандмани. Јас искрено сега, денес, овде, бидејќи има навистина многу, но ќе се задржам само на 13 работи кои искрено ми пречат во изнаѓањето простор за поддршка на овој закон и сега етапно ќе ве запознам со истите. Во вашата програма се обврзувате дека, ја цитирам дел од програмата на Социјалдемократскиот сојуз, имајќи предвид дека претходните законски решенија внесуваа само хаос, ќе носиме нови закони со широка јавна расправа и со вклучување на сите засегнати страни. Како што правите за образовните реформи, можности за јавни дебати, така и за овој закон можност за јавно дебатирање воопшто и нема. Колеги, ве замолувам да не ви поминува мислата за јавно, во реплицирањето кое што ќе го имате и јавно да коментирате дека заради ковидот не се организираат јавни дебати. Почитувани, вие за време на оваа пандемија организиравте непотребно избори во Штип и Пласница со мандат на избраните градоначалници од нецели 9 месеци. Вашиот кандидат во Штип како доктор предупредуваше дека за Великден треба да седиме дома и гости да не примаме воопшто, ама како кандидат за избори си повика, на избори да се излези. Второ, треба да е статистичка операција, а не политичка. Ако е само статистичка операција, зошто тогаш има потреба од врзани потписи на директорот и заменик директорот? Вашата недоверба во работењето на оваа институција, која ја надминувате на ваков начин, нормално е да се појави сомнеш кај нас опозицијата, но, како што приметуваме и кај пошироката јавност. Не може да се има доверба во реализирање на пописот дека ќе биде статистички кога лицата што се главни и одговорни за спроведување на пописот се политички лица кои се избрани од политичка влада, а не професионално избрани, како што и впрочем цело време во предизборието ветувавте пред народот. Трето, во услови на криза, пандемија, вие го одбивте, амандманот за одложување на пописот за 2022 година, иако тоа е спротивно на препораките на Обединетите нации. Одложувањето на пописот го направија Америка, Бразил, Австралија, Бугарија, Германија, Шкотска, Ирска, Србија, Романија. А знаете зошто? Зошто има ковид пандемија. Но кај нас, во Македонија, пандемијата за жал се уважува дека постои само кога станува збор за прекин на традиција, и тоа традиција која се одвива во согласност со протоколите на ковид. Четврто, методологијата треба да биде пресликана во законов. Вие не убедувавте на комисиската расправа за донесување на овој закон дека треба да имаме доверба. Меѓусебно да си веруваме. Доверба во институција која што пак ќе ви кажам, ја раководат политички лица кои меѓусебно не си веруваат. И сега не убедувате ние да ви веруваме вам. Како може да го усвоиме овој закон за попис, се прашувам постојано, бидејќи ќе се одвива врз основа на методологија која никој до овој момент не ја видел. Петто, да се надоврзам покрај методологијава, ќе го спомнам и поимникот. Во закон за една употреба. Не може да ме убедите дека не треба да се дефинираат
изразите кои би се употребувале во пописот. Препорака е во регулативата 763 од 2008 на Европскиот парламент и Европскиот совет дека е потребно да постои поимник во законот. Ние денес пред нас имаме закон со европско знаменце, ама само за злоупотреба на истото знаменце, бидејќи усогласувањата и ги нема. Шесто. Кое население ќе го попишуваме, како што напоменавме и вчера, роднините од Германија, Шведска, Австралија, кои се иселени повеќе години, и намерно застанувам овде и ќе ви кажам на сите вас, и те како ги почитуваме и сакаме сите роднини и пријатели. Тие се многу битни за Република Македонија. Верувајте, но апсурдно е да бидат дел од една статистичка операција што треба да биде. И нели, како нивни блиски личности, сигурно ќе не замолат и тие да бидат дел од овој попис. Секако ќе ни ги достават матичните броеви и според овој предлог закон ќе треба да ги направиме резиденти на Република Македонија. На крај, на целосното попишано население ќе се однесуваат политиките, развојните стратегии што ќе ги носиме за државава, врз нереално и неправилно стекнати информации. Колеги, во учебниците за нашите деца, која вистина ќе анализираме? Јас денес пред вас овде го донесов да ви го покажам учебникот по географија за втора година гимназиско образование. Дали вие знаете дека во овој учебник на повеќе од 40 страни се работи и анализираат податоците кои се стекнуваат со пописите наназад? Јас овде сакам да ви напоменам дека да, пописот не бил во 41 година, како што постојано овде реплицирате дека мора да биде со број 1 или број 0 годината. Дали знаете дека 1948 година е одржан попис? Причината зошто? 41 требало да се одржи попис, ако имало војна. Застанете, тргнете на страна. Попис треба. Ама тогаш се одложило 48 година. 53 година. Зошто е повторно направен таа година попис? Но вие овде денес немате слух. Во време на пандемија продолжувате да бидете упорни, да го истуркате овој предлог закон. Да продолжам со овој учебник. Што ќе ги учиме децата? Бројно движење на население, природен прираз, градско и селско население, густина на населеност. Сите овие статистики заедно со иселеното население. Структурни карактеристики на население се изучува полова, старосна, образовна структура, економска структура, заедно со иселеното население. Што ќе анализираме, пазете, за етничка, верска, културна и етнографска структура на населението. И овде повторно заедно со иселеното население. Па нели, колеги, сите сме овде заедно за едно општество за сите, за мултикултурно општество, а различните култури, нивната географска разместеност, како ќе се изучуваат? Врз основа на нереално стекнати информации. Ништо од ова вистинито нема да биде во пописните резултати, за жал. 8. План Б. Дали имаме за овој попис? За обука на големиот број на попишувачи? Не дај Боже во меѓувреме некој да се зарази со ковид. План Б за чинот на попис? И овде, не дај Боже некој да се зарази со ковид. Ке нема кој да попишува. 9. Архива на податоци. Во законот под глава 9, користење, чување и заштита на податоци, нема предвидување за создавање на пишан трак за овој попис. Информатичката технологија ја спомнуват, да, а да се подсетиме, веб страната на Државната изборна комисија и се случи нешто за време на изборите. 10. Воведување на пописно истражување за статистичка контрола на опфатот и квалитетот на податоци од пописот.
11 ми е за статистиката, за Советот за статистика, 12, 13, навистина немам време, благодарам ако се јавите за реплика, ќе имам време да докажам плюс.